Чистиот планински воздух и прекрасната снежна гледка на надморска височина од 1600 метри на локалитетот Костобачило во Националниот парк Галичица ја надополнуваат моќта и убавината на природното богатство со кое изобилува планината. Од Галичица има импресивен поглед, но и амбиент кој ве прави да се чувствувате добре дојдено и восхитено. Се искачивме од страната на Стење, село во општина Ресен, гнездено во источното подножје на планината Галичица. За време на патувањето по новоизградениот планински пат, Галичица не плени со сета своја раскош. Магловито утро, но сепак пријатно и свежо. Поради снегот патувањето до Центарот за репродукција на елени го продолживме со специјално теренско возило за движење по снег. Репроцентарот е опремен со модерна инфраструктура, карантин, хранилишта, поилишта, соилишта и наблюдувачници. 90 хектари се оградени со 2,5 метарска жичена ограда, која ги штити елените од опасностите од дивиот и суров свет. Репродуктивниот центар е место каде живее европскиот елен, кој со својот оригинален и привлечен изглед го носи епитетот крал на шумите. Тоа е вистинска атракција на Галичица. Европскиот елен се врати во Националниот парк во 2019 година, по неколку децении пауза, кога речиси беше доведен до работно истребување. Елените развиле совршено чувство, кога треба да дојдат до местото за прихрана, но и страв при најмал шум да избегаат. Иако изгледаат ненаметливо, тие пленат со својата убавина, па погледот тешко можете да го одвоите од нив. Моментално стадото во оградениот простор во репродуктивниот центар број 101. Во објектот за складирање има кабаста и зрнеста храна, доволно за цела година. Ренџерите секојдневно ставаат храна во хранилките. 101 јави се на 102. 101 на прием. Која е вашата позиција? Остануваме на договорено, Лесковски уши. Во непосредна близина на околу 200 метри е детектирано движење најверојатно на планинари, проверете ја состојбата на терен. Во ред, примено. Александар Гуговски, најмладиот ренџер во заштитените подрачја во државава, е голем љубител на планината, но и повеќе од тоа. Вели дека денот работно му почнува од 7 часот наутро, но никогаш не се знае кога завршува. Со гордост во гласот се чувствува како Александар раскажува за работата која ја извршува со љубов, а елените ги сака поради особено нагласената убавина и нивната недоверба кон се што е непознато во околината. Во периодот од 7 до 8 часот координативен состанок со раководителите, добивање задачи, после 8 часот заминување на терен за да се извршат дадените задачи. Секој ренџер го знае времето на почеток, на неговото работно време, но не го знае и крајот. За мене работата како чувар или ренџер во Националниот парк представува обврска, потоа приоритет за заштита и подигнување на едно високо ниво на заштитата во нашите предели. Секој ден на секој ренџер е различен, динамичен. Ние се соочуваме со разни предизвици. Всушност, кога ќе заминеме на терен, не знаеме што нас не очекува, али сме спремни да одговориме на секој предизвик. Националниот парк Галичица е прогласен во далечната 1958 година и од тогаш до ден денес функционира службата за заштита или така наречената ренџерска служба, која има за цел да врши заштита на природата и природните вредности во Националниот парк. Јас и моите колеги ренџери сме поделени во неколку реони со цел да вршиме заштита на природата од противправни действија,
како што се дрвокраство, ловокраство, узурпација на државно земјиште и воградби кои во поново време се позачестени, оттуѓување на минерали од границите на Националниот парк Галичица, како и заштита од собирање на билки. Ренџерската служба врши контрола на посетителите кои доаѓаат во границите на Националниот парк и е во постојан контакт со локалното население, кое, како што вели Александар, се партнер во работењето на Националниот парк. Лазе Ужановски, одговорен на реонот на Преспанската страна и репроцентарот за Европскиот елен, како ренџер работи долги години. Ги познава сите карактеристики на ова животно, за кое вели дека е фасциниран од неговото достоинство и грациозност. Елените како да се навикнале на него. Тој е еден од ретките кој воспоставил таков однос со нив да може за миг да им се приближи. Вели дека ги чувствува како свој. Со посебен пристап им даде знак дека може да дојдат до хранилките кои претходно се исчистија од снегот и се наполнија со дневната доза храна. Неговото искуство ни даде за право да кажеме дека тој е најповикан да не однесе на пределот каде има локва за вода, место каде елените ја гасат својата жет во планинскиот предел. Се наоѓаме во репродуктивен центар за одгледување на европски елен или горски елен во Национален парк Галичица. Овдека се наоѓаме на 1600 надморска висина, локалитет Костобачило. Значи, ова година, четврта година поред ние, каде се одгледуваат европскиот елен, кој започнавме со 24 женки, 6 мажјаци. Али во моментов имаме околу 100 единки, која и ова година очекуваме да имаме принова околу 50 млади елени. Секоја женка возрастна раѓа по едно младенче, кој дел имаме кои раѓаат по 2 младенчиња. Па некаде бројката ќе ја постигнеме околу 150, кој е во план ова година дел да се пуштат во природа. Планираме околу 30 женки единки да останат, 2 до 3 мажјаци, другото све да оди во слобода во природа. Ренџерската служба секојдневно е во посета на репроцентарот, каде ги извршува потребните активности. Покрај прихраната на елените се прави и проверка на оградата. Поради нивната благосостојба и безбедност е поставен систем на видеонадзор, камери кои детектираат движење, а доколку го има, автоматски се испраќаат фотографии по имейл пошта до вработените. Имаме заградена површина од 86 хектари, која е оградена со дрвени колци, метална ограда, која изнесува околу 5 километри. Овдека сме на место каде во зимски период ја извршуваме прихраната на тие елени поради временските услови, ради зимски услови и снег. Секој ден ни почнува со прихрана на елените, кои му ставаме житарици, дел сува трева или да кажеме сено. Во репроцентаров, каде што се наоѓаме, исто имаме надворешни од дивина мажјаци кои се влезени во време на парење и кои ден денеска се тука. Ради временскиве услови мора да се грижиме повеќе за ними, ради што нема доволно храна во природа и ние му овозможуваме со наша храна складирана што е од претходната година, која ја извршуваме таа прихрана дополнителна.
Приоритет на ренџерската служба е формирање на првата ренџерска асоциација во државата за вмрежување на сите чуварски служби од заштитените подрачја на 4 национални паркови, како и паркот на природата во Езерани. Со тоа формирање на ренџерска асоциација, ние би се кандидирале за членови на Европската ренџерска федерација, од каде јас мислам дека ќе имаме огромен бенефит со цел да го надоградиме нашето знаење, да добиваме поголеми обуки од нашите колеги кои работат во европските познати паркови, да исто така да вршиме размена на ренџери кои веќе тоа тие го прават во нивните паркови. Всушност размената оди на високо ниво со повеќе неколку месеци обуки. Ние ќе одиме во нивните паркови, дел од нашите колеги кои нема да можат да ги посетат нивните паркови, ќе дојдат луѓе, колеги од нивните паркови кај нас, со цел да се запознаат со нашите предели. А исто така сметам дека учеството во Европската ренџерска федерација, подосно и во Интернационалната ренџерска федерација, би значило огромен придонес за развојот на туризмот и запознавање на нашите предели во нашата држава со останатите земји членки кои се во таа федерација од Европа па и светот. Ренџерите ни раскажаа дека главните цели од реинтродукцијата на овој вид се заштита на биодиверзитетот преку активно управување на високопланинските пасишта, заштита на пейсажните и пределските вредности, намалување на ризикот од пожари, подобрување на атрактивноста на Националниот парк Галичица, но и едукативна функција. Со години наназад тревните екосистеми во Националниот парк Галичица се загрозени од напуштање на пасиштата. Со враќањето на европскиот елен на падините на Галичица се овозможува природен циклус на испаша, зачувување на природните карактеристики на високопланинските пасишта, како и поголема заштита од пожари, бидејќи пасиштата нема да бидат обраснати со високи треви кои представуваат висок ризик за ширење на пожарите во случај на ветер и високи температури. Според карактеристиките на европскиот елен, мажјаците имаат силно развиени рогови. Женките се собираат во крда кој ги предводи доминантна женка. Живеат во листопадни шуми и планински предели, а како тревоопасни животни најчесто пасат на шумските ливади и ги брстат лисјата од дрвјата и грмушките. На заминување ренџерите ги направија сите потребни проверки, за да бидат сигурни дека елените се безбедни да ја поминат ноќта во центарот, до следното утро, кога повторно ќе дојдат за да им дадат прихрана. Исполнети со се она што го видовме и почувствувавме таму, ја напуштивме живописната Галичица, која мами со својата велелепност и убавина, оставајќи ги елените во нивниот безбеден свет.